имав јас два состаноци до се засегнати со она што треба представа чаршиски еснав во Охрид, меѓутоа кога добро разгледавме работа, станува збор за многу поголем опфат кој што на некој начин трпи туризмот во Охрид и затоа сме огласили денеска се засегнеме буквално сите страни засегнати. Тоа е општина Охрид, Охридскиот еснав чаршиски, угостителскиот еснав, Хотам, Сдруженијето на хотелиери и Занечиската комора и Сдруженијето на туристички водичи. Од денеска поразговаравме дека во периодот кој што следи треба да имаме еден заклучок кој што сите овие здруженија ќе донесат еден заеднички заклучок кој што ќе биде можеби во една точка, можеби во три. Исто така општина Охрид ќе го подржи тој заклучок и сите заедно после тоа ќе се обратиме до институциите и до надлежната комисија, дали ќе носиме измена на закон или ново законско решение, или пак од друга страна ќе најдеме некој сосема друг начин. Битно е дека Охрид има проблем со тоа што во недела не се работи, посебно за периодот, односно периодот на туристичка сезона. Така да би сакал да излеземе во пресед како општина, лично да учествувам како посредник во тој процес за да добиеме секако задоволни не само туристи, туку и сите оние кои што се даватели на услуги во туризмот. Факт е дека Охрид, настрана и од туристичка сезона, е посетуван град во недела како ден и од странските соседни држави, секако и од околните градови како Битола, Прилеп, тие се најчестите наши посетители, а сега чаршијата изгледа онака како што изгледа. И верувам дека со заеднички напори и ние како институција Охрид, сите засегнати страни, а и владата на Република Македонија ќе најдеме некое заедничко решение, кое што заедничко решение ќе биде во најмала рака задоволувачко за сите.